Во првите 9 месеци од 2013 година се склучени договори во вредност околу 50 милиони евра преку нетранспарентната постапка преговарање без објавување на оглас. Најголем дел од овие договори се склучени бидејќи во претходниот тендер за кој бил објавен оглас не се овозможиле услови, не се создале услови за спроведување на електронска аукција, што значи дека се јавила само една фирма чија цена која таа ја побарала за одреден производ или услуга била повисока од проценетата вредност што во буџетите институциите ја имале. Што секако не враќа до една од најсериозните проблеми во системот на јавни набавки во Република Македонија, тоа е исклучително ниската конкуренција на самите тендери, што секако во крајна линија не гарантира дека навистина низ овие постапки, колку и да се транспарентни, значи оние за кои се објавува огласи се прибираат понуди, нема гаранција дека навистина парите се потрошени на рационален и ефикасен начин, дотолку повеќе што во голем дел од овие тендери, да не речеме на секој втор, всушност немајќи услови да се одржи електронската аукција, постои ризик да е склучуван договорот по вредности кои се повисоки од пазарните, бидејќи во очекување на електронската аукција голем дел од фирмите всушност на самото отворање првично на понудите одат со многу повисоки цени од оние за кои се подготвени, да речем, да го склучат договорот. Така долго работите на оваа тематика, дали постојањето високи критериуми за одредена фирма да може да се пријави на тендерот овозможува и да нема опција, бидејќи условите се Да, апсолутно. Ние имајќи предвид фактот дека секоја државна или локална институција кога ги составува условите за тоа кој може да учествува на тендерите, самата ги определува и самата одлучува за нив, секако дека во голем дел од овие тендери можеме да констатираме дека свесно се оди на премногу високи критериуми за да се лимитира конкуренцијата и за да се избегне електронската аукција. Во прилог, да речеме, на една ваква констатација би можела да дадам неколку, да кажам, неколку примери кои се констатирани низ мониторингот, и тоа ќе нагласам дека станува збор за случајно избран примерок на тендери кои ние ги анализираме од отварање на понудите па до склучувањето на договорот. Па ќе кажам дека на пример во една институција за набавка на канцелариски мебел се одеше дотаму во поставувањето на условите што се велеше дека фирмите мора да имаат 2 дипломирани градежни инженери со овластување и 2 дипломирани инженери архитекти со Б овластување за да можат да аплицираат. Ке нагласам дека овие овластувања се поврзуваат всушност за градежниот сектор, овде станува збор за набавка на канцелариски мебел. Понатаму во тендер кој го мониториравме, станува збор за набавка на осигурителни услуги, не само што од фирмите се бараше исклучително голем годишен приход да имаат во претходните 3 години, туку се инсистираше на остварен позитивен финансиски резултат. Понатаму на огромен број на вработени позитивен финансиски резултат, огромни приходи, исто така се бара и во тендер за набавка на услуги од авторска агенција, и сега кога вие во такви услови премногу високо ги поставите критериумите, голем дел од авторските агенции не може да се препознаат во такви услови, логично е да не аплицираат, па и овие сите тендери кои ги посочи всушност се јавила само по една фирма добавувач. Имам уште едно прашање, пишувате за начинот на бодување, во кој главен сегмент за добивање тендер е најниската понуда, се занемарува квалитетот. Имавте дел напишано и за тоа се оди на само главен фактор за одлучување, веројатно е само цената. Знаете како, за пошироката јавност, кога ќе кажете дека тендерите се избираат по критериумот најниска цена, тоа на прв поглед им звучи голема, да кажеме, заинтересираност на институциите на вистина да го купат, да речеме, тоа што е најевтино, во смисла дека ете се води грижа за рационално и ефикасно трошење на јавните пари, меѓутоа во ваквиот концепт постои сериозен ризик всушност доколку тендерските спецификации во кои се опишувани производите и услугите што се бараат не бидат прецизно направени, всушност по најниска цена да се купи нешто што не е квалитетно и нешто што не е добро. Така што ова бара преголемо знаење на сите оние луѓе кои се вработени во оделите за јавни набавки, за да може тие сите производи кои од различен вид, од канцелариски материјали до градба, до не знам, да кажеме еве овие осигурителни услуги кои ги спомнувавме, значи бара преголемо познавање нивно од сите области за да може тие да создадат спецификација која навистина ќе гарантира квалитет. Затоа не случајно Европската унија, да кажеме, промовира еден поинаков тренд во насока на тоа да става акцент на квалитетот, а некако случајот што е кај нас најниската цена.